Едната старица ја нашле мртва, а другата ја откопале за да истражат дали уапсениот 25-годишен Кумановец е поврзан со серија убиства од тој регион. Јавното обвинителство од Куманово води истрага против 25-годишникот од село Челопек, осомничен за убиството на 79-годишна жена, а во моментов се истражува дали тој е серијски убиец поврзан и со други вакви случаи. За една од потенцијалните жртви направени се есхумација и обдукција и подигнати се траги од ДНК кои што се вештачат. Според обвинителството, постојат докази кои укажуваат дека уапсениот е поврзан и со други слични случаи од Кумановско. Осомничениот влегол во куќата на старицата додека таа спиела на креветот и го искористил моментот што е сама, стара и немоќна. Ја удрил со тупаници и ја усмртил. Со интензивни координирани действија во изминативе неколку дена на ОЈО Куманово и Истражниот центар во тоа обвинителство, МВР и екипите на Институтот за судска медицина обезбедени се докази кои укажуваат на поврзаност на овој настан со неколку други слични случаи во Кумановско. Се прават сложени анализи и вештачења со цел да се утврди дали во колку случаи е замешан 25-годишникот од Челопек, но од обвинителството не откриваат повеќе детали за да не се наруши истрагата. Откако е утврден неговиот идентитет, тој е лишен од слобода и е во притвор. Јавноста памети неколку случаи во кои мажи направија серија убиства на старици. Едниот осуден е Виктор Карамаков, познат како македонскиот Расколников, бидејќи уби 4 постари жени во 2009. Другиот случај е новинарот од Кичево Владо Таневски, кој беше осомничен за 2 убиства, за кои самиот известувал. За него нема пресуда, бидејќи беше откриен мртов во келијата во затворот во Тетово вечерта кога го уапсија во 2008. Македонската полиција тврди дека тој се самоубил откако главата ја ставил во кофа со вода. Овој случај остана како контроверзен поради прашањето дали е можно самоубиство во кофа со вода.